Не. Прочитајте го, јасна е одредбата. Ве молам, вака, Ве молам, го почитувам прочитајте го вашето правно деловникот. знаење, но сепак треба... Прочитајте го деловникот, бидејќи има специфични одредби кои важат за Комисијата за европски прашања. Не постоја такви. 171 став 3. Не знам да не Прочитајте имате друго издание кое што може би печатено во мала речица, затоа што иначе во изданијава кои што ги имаме сите декларативно кажуваат за сите. Незнаење вака, со обвинување. Извини ми на моето незнаење, прашај ги луѓето околу тебе, па може би поинаку ќе добиеш да го толкуваш деловникот. Инаку, јас го образложив амандманот со оглед на тоа дека министерот се произнесе, најверојатно како предлагач на амандман, имам право да се согласам или да не се согласам на неговото тврдење. Па не зборев 10 минути и да е така како што кажувате ви. 10 минути, потроши. Добро, не би сакал сега да спорам со вас. Имаме разбирање со колегите, имате збор. Не ми треба вашето разбирање, ниту вашето, ниту разбирањето на колегите. Сакам тоа што ми е дадено. Ако не ви треба моето разбирање, тоа што треба да ви исклучам. Па не можете да ме исклучите заради тоа што не сме кај вас дома, туку сме во собрание на Република Македонија, кое што е уредено согласно деловник. Ве молам сега, така функционираме во собрание. Пред да ви дадам збор, намерно ја прочитав одредбата која се однесува токму за овој стадиум, за оваа фаза на постапката. Но за да ви докажам дека имаме разбирање, кога оценуваме дека нема обструкционизам, повелете. Ма господине Адеми, не е тоа на ваша слободна волја. Не се однесуваме ние тука во собраниево како мислите вие или како сакам јас. Има деловник, ова е тоа. Да, прочитај 171 став 3. Ова е тоа. 171 став 3. Ама ова е тоа деловник, не дали вие имате добра волја или немате добра волја. Прочитај го пред целата јавност, да видиш што. Тука дали може или не. Да, прочитај го. Ве молам да преминам на материјалната расправа. Прочитај го тој деловник што ти го имаш, што е пишано мала речица. Заменик координаторката ќе ви објасни, не е проблем. Имено заради тоа што побара процедурално по тој деловник за кој што споревме јас и ти, предноста ја има Дафина Стојановска како заменик координатор на претиничката група, така да мислам дека таа треба да почне со процедуралното, па потоа јас да го земам моето право како предлагач на амандман да му објаснам на министерот. Може? Добро, тогаш ете, за да не го губам правото на материјална расправа, господине министер, прво дали е точно или не дека на ЕНЕР беше закачено законското решение, ама со друг текст? Да. На ЕНЕР беше закачен закон со друг текст. И за ова има фактографија која што сум спремен да ја докажам. Како можете да излезете пред македонската јавност и да кажувате дека тоа било закачено на ЕНЕР или имало дебата кога имало друг текст? Министр, за овој текст немало дебата, ме разбирате? Бидејќи текстот за кој што сте имале вие 6 раунд tables, работилници, каде што бил присутен господинот Јовановски, не е истиот кој што ги имаме пред нас. Ме разбирате ли за каква небулоза зборуваме? Сте закачиле друг текст на ЕНЕР каде што можела експертската јавност да го разгледува и да даде мислење. Вие во собрание праќате текст кој што нема врска со тој закачениот на ЕНЕР или за кој што имало рунди на преговори или дискусии. Јас тоа го кажувам. Ме разбирате, понатаму, велите по скратена постапка. Скратена постапка или европско знаменце се добива согласно деловникот. Тоа кое што е уредено со две причини. Првиот е да се усогласува со европската регулатива, што во случајов не е така, и вториот, закон по скратена постапка се поднесува кога не е сложен и обемен закон. Господине, дали овој закон не е сложен и обемен? Ако е сложен и обемен, зошто добива скратена постапка? Не побаравме ништо повеќе од една транспарентна постапка на уредување на законско решение кое што би било донесено консензуално преку една јавна расправа која што би била организирана од Комисијата за европски прашања. Многу коректно ми е барањето. Имаме 20 амандмани. Господине, кога ќе ги видите 20 амандмани, верувам дека службите ви ги дале. Сите амандмани имаат одредена суштинска регулатива која што треба да се доуреди. Дали вие или вашите соработници ќе се согласите со тоа или не, тоа е ваша работа. Наша работа е секој еден од тие амандмани да го подкрепиме со одредено тврдење. Законов, вака како што ви е поднесен, утре било кој да ви го оспори на Уставен суд, ќе ви падне, луѓе.
Едноставно не ви е уставен законот, како да ви кажам. Врз основа на што, еве, понатака ќе дебатираме амандман по амандман. Прво, мислам дека е несоодветно да ми реагирате на ова што го зборувам. И не е во ред да давате квалификативи за кои што не сте повикани. И ова ви го кажувам отворено. И амандман по амандман ќе ви докажувам како овој закон, кој што утре било кој синдикат, ќе ви го успори на Уставен суд, нема да ви биде донесен во сила. Заради тоа што и самата одредба за дополнително наградување од 15% ви е неуставна, врз основа на што сте вие ја донеле таа одредба. И ред натака, и ред така натака. Како сега ние тука ќе дискутираме или ќе дебатираме за закон со европско знаменце во скратена постапка која е ниту едното, ниту другото. Ја можам да разберам дека има одредена политичка позадина, дека треба овој закон да се донесе така натака. Ама во историјата на оваа држава, не се случило еден текст да биде закачен на ЕНЕР, да се потрошат државни ресурси, да има 6 рунди на преговарање, да се согласиме за еден закон и вие да поднесете во собрание друг. Не дека тоа не да не е несериозно, туку е трагикомично и смешно. Затоа уште еднаш ќе ви кажам, ако ССМ, КСС и другите синдикати укажуваат дека има суштински проблем со овој закон, нема потреба овој закон на сила да се турка во собранието. Дајте да ги повикаме луѓето, да дојдат во собрание, вие со вашиот кабинет и вашите забелешки, синдикалците со своите отворени прашања кои што ги имаат во овој закон, а немаат каде да ги постават, и да направиме едно законско решение кое што ќе биде прифатливо за сите. За овој аргумент да ми биде подкрепен со одредено тврдење, јас ќе кажам дека ние во оваа комисија имаме прифатено заклучок, имаме организирано јавна расправа за законот за сметководство. Ке се сетите, се прифати таков заклучок, дојдоа тука и коморите и сметководителите, че нам траеше 5 или 6 часа, имаше отприлика 30 луѓе кои што беа пријавени и мислам дека заврши сосема коректно. Ништо дополнително не бараме од тоа. Затоа уште еднаш ќе ве замолам и ќе ве повикам да го размислите вашиот став за одржување на јавна расправа и сметам дека тоа е нешто кое што би можело многу брзо да се организира, да ги инкорпорираме тие тврдења и да продолжиме со работа по овие законски решенија. Благодарам.